Добре дојавте. Да си кажеме денеска за европската приказна во која Македонија се тркала 3,5 децении и никако да си го најде местото кое го заслужува. Оправдано или не, реално или очекувано, оптимистички на оваа тема, дали всушност низ годиниве го променивме нашиот менталитет и станавме вистински европејци или останавме тврдокорни балканци. Дилема за моите денешни гости Ранко Петрович, Радио Бубамара, и Тихомир Јанчевски, писател, поет, колумнист, некогашен професор по македонски јазик и литература. Господа, добре дојавте во студиото на Телма. Добре дојавте. Како ви звучи за почеток по повод утрешниот ден, 9 мај, ден на Европа, кога со низа свечености и манифестации стариот континент, односно Унијата, ќе го прогласи својот ден, согласно Шумановата визија и визијата на Жан Моне, обединети во различностите, еве ние останавме малку надвор од тоа обединување, меѓутоа се уште со некои надежи дека сепак таа европска приказна ќе станеме дел од таа европска бајка. На почеток дилемата што ја поставив, дали се европеизиравме низ годиниви или останавме балканци по менталитет. Повелете, Јанчевски. Вие во ова што го рековте, кажавте интересна работа, велите денот на континентот и од друга страна, ама рековте денот на Унијата. Европа е една работа, Европската Унија не е истата работа. Значи, Европска Унија е една политичка институција, додека Европа како територија, значи географски, историски, па и, ако сакате, и расно, е нешто сосема друго. Ете, јас така ви почнал. Ранко, вие што ќе кажете? Ја ќе кажам празник како празник, секој си одбира свој празник, на некого му е празник Свети Марко, на другите 9 мај, денот на Европа. Другата половина од светот го слави 9 мај како ден на победа над фашизмот, така да има многу причини за славење, за разговарање, за зборење, иначе ние како што кажа професорот, 9 мај Европа припаѓа на како континент, ние Македонија припаѓаме во континентот. Не сме во Европската Унија се уште, чекаме пред врата, долго време трае тоа и веќе се навикнавме да бидеме пред вратата, нели? За жал, ама тоа е само за почеток една обично луѓето викаат кон што се стремиме. Ако нашата цел пред 30 години била да станеме независна Република Македонија, за да излеземе од рамките на Југославија, после осамостојувањето да се приклучиме кон некоја Европска Унија, значи кон некоја заедница, што Европската Унија, како што кажавме, на континентот сме ние во Европа, нели? Но да излеземе од Југославија, да станеме независни, па да дојдеме, да бидеме дел од Европската Унија, тоа чекање трае 30 години, ама наша цел тогаш, или во медиумите, или политичката елита, секојаш кажувала ние се стремиме кон НАТО и кон Европска Унија. Значи, ние сме поставиле некоја цел и таа цел еве не ни се исполнува. Значи, тешко е. Еве во биографијата на професор, поранешниот професор по македонски јазик и литература, сега поет, колумнист и писател. Само малку. Има многу. Јас сум поранешен професор не само по тоа, туку и долги години по светска историја и по македонска историја. Значи, да го додадам оти, малку сум компетентен за историја. Добро, ослед многубројни дела од поезија, романи, литература од секаков вид, колумни бројни, има и тоа дека сте живееле и во Брисел, и во повеќе градови, и во Британија, но најдолг период од животот на Скопско де Бармало. Во таа смисла прашањето би било таа визија од Брисел, младешката визија од Брисел кога ја донесовте овде, и она заради што го сакате и го мразите во исто време вашиот роден град Скопје. Прашањето беше колку по менталитет станавме европејци со оглед на тоа што не успеавме да станеме дел од таа институција како Европска Унија, меѓутоа како континент Европа, колку културно, ментално и по сите други аспекти припаѓаме таму. Ова ваше прашање е многу широко. Си може да се одговори само на некој аспект, не со целото, не на целото, меѓутоа еве јас имам живеено вистина во вистински градови. Брисел е вистински град, Лондон ептен град. Будимпешта е град. Скопје не е град на тоа ниво, што не значи дека е полош или подобар од нив. Зависи, човек треба да си се најде каде припаѓа, колкаво место му одговара.
некому одговара мало место за живење, кај што сите се познаваат, некому одговара Велеград, кај што никој не те знае и си најосамен. Значи, тоа е лична работа. Меѓутоа, на овој дел од прашањето, колку ние сме се европеизирале, тоа му доаѓа како прашање колку сме се цивилизирале. Не постои таа работа не постои. Народот во Македонија таков каков што е, значи со сите мани, со сета корумпирана политика, со сето тоа, не е ништо подолу, полош или поарен од било кој друг народ европски, ако зборуваме за народ. А самата земја, па многу е чудно, еве тоа јас може да го кажам и од животно искуство, Македонија ако е мала земја и покрај тоа што е мала земја, има голема разновидност, не е типична национална држава на еден народ што има еден јазик, што има еден главен град, една историја и толку, туку е и покрај тоа што е мала земја има многу различности, има многу етникуми кои живеат во неа, во нашава денешна Македонија, не зборувам за историска Македонија кога, како и што, туку во оваа наша денешна Македонија со сменето име живеат голем број на различни заедници и живеат, би рекол, во многу добра толеранција и соживот. Впрочем, како во Брисел и Лондон, како што ги спомнавте, мултикултурни градови во кои живеат и се зборуваат милиони јазици. Тоа е малку поинаку. Лондон, например, едно е Велика Британија, друго е Лондон. Лондон е приказна сам за себе. Таму ги има сите раси. Таму се зборуваат повеќе од 100 јазици. Да, меѓутоа, сите, основен е англискиот, значи го знаат и тој, ретко кој не знае англиски, а си го знаат и тој својот од кај дошле. Меѓутоа, поради колонијалното минато на Британија, таму има доселеници и луѓе, а и поради богатството на Британија, вака економско, има и луѓе од сите делови на светот. Има луѓе од Балканот, од други европски земји, има луѓе од Северна Америка, има луѓе од Африка, од Индија, од Азија, од секаде. Значи, Лондон е посебна приказна. Тоа е како држава сама за себе, впрочем, исто како и Њујорк, да речем. А Будимпешта е друг град на земја, кој исто Велеград, убав град, голем град, нема проблеми со сообраќај, еве да кажеме и тоа. Будимпешта е горе-доле еднојазична. Таму има роми, да кажеме, низ цела Унгарија над милион. Унгарија е во Европската унија. Кај нив ромите, ако се добри, ако прават се како што треба, може во некоја, како општина, некогаш или местна заедница да им дадат да изиграат оро и да отсвират песна. Кај нас има телевизија, каде што се зборува ромски јазик, тој е кодифициран јазик, и покрај, значи, јас не сакам да ја фалам Македонија, најмалку, особено политиките на овие две партии што се сменуваа на власт по 30-те години независност, меѓутоа и со нив такви, сепак, Македонија има многу високо ниво на етничка толеранција и на застапеност на етникумите во сите можни сфери. И Ранко вели во едно интервју дека Бубамара, чиј идеен творец е токму тој, е идејата да покаже на светот дека Македонија има култура, дека Македонија не е само Скопје градот без универзална сала и најзагадениот град во светот, туку Скопје има многу што да покаже во културна и во секоја друга идентитетска смисла. Меѓутоа, еве, многу тргнавме со длабока анализа. Остаревме заедно, тука сме негде како генерација, со тие младешки идеали дека ќе станеме Европска унија до 2000 и некоја, па еве дури во едно издание на Бубамара од 2009, ако не се лажам, актерот Лазовски пееше текст на Ранко дека Европа чека и не ти во 2020 година. 5 години зад нас беа тие цели кои ги поставивме. Дали во таа смисла сте малку, може ако го имаме, впрочем, колегите од режија да ги замолам, ако го имаме видеото од тоа издание каде Лазовски пее под Тото Кутуњо, онаа песна која победи на Евровизија во 90-тите години за обединета Европа пеејки. Да го така убава сатирична приказка, нели, да демек еве возрасен хор од 40, нема постар помлад од 60 години. Така, меѓутоа факт е дека поминаа години и дека тогаш очекувавме многу побрзо дека ќе станеме дел од таа Европска унија. Дали во таа смисла имате некаква доза на разочарување, не само од Брисел кој е секогаш виновен за се, туку и малку и од нас самите. Па како што кажав, не ни е виновен Берлин, Париз или Лондон за тоа што сметот не можеме да го исчистиме. Нас ние, например, во што е цела работа, во 2009 година до 2009 година Македонија имаше визен режим. Значи ние за да отидеме
било каде. Сега веќе визите не постојат за македонските Може граѓани, придобивка нели? од Тоа е 2009 придобивка така. Сега да пак сме ќе ни ги малце вратат. ослободени, да, малце ослободени. Затоа и ово интересно што беше пред недела дена пред да ни ги ослободат визите, и ние пееме и сиеме дека Европа чека не ти. Касниме ко бруто плата, но сепак во 2020 можеби ќе дојдеме и ќе влеземе и ќе Може дојдеме малку и да на го чуеме рефренот може. ако Гласам за мирни избори. Контам од нас ќе зависи цел свет. Не сака, фала Богу, Европа 2009. Европа чекај ме ти, па немој да сте такви лицемери. Ова е сторима, за нас ке нема веќе бариери. Европа отварај врата. Касниме ко бруто плата. Чекај не ти во 2020-та. Добро. Тихомир Јанчовски во една своја колумна вели што се однесува до Европа во која сакаме да влеземе. За мене е очигледно дека неја ја настигнува еден универзален закон кога една цивилизација достигна точка на претерана цивилизираност, ја губи врската со природните инстинкти и вредности што ја направиле цивилизацијата, навлегува во состојба на изопаченост, болест. Рим падна пред германската наезда не заради супериорната воена моќ на вандалите и остроготите, туку и заради сопствената истрошеност, перверзија и безживосност. Правите паралела на Европската унија денес, а крајот на поентата го завршувате, велите кога веќе сме мала и политички беззначајна земја, глупаво е да се правиме големи и да инсистираме на славното минато. Тоа стои, но сепак тоа не значи дека сме морони и не разбираме ништо. Не сакам да ме прават будала домашните патриоти или прогресивци, а уште помалку белосветските и европски човекољупци и миротворци. Какви сме, такви сме, не гледам дека сме нешто многу полоши од другите во Европа. Повторно оваа теза дека сме тука некаде на нивото на другите нации кои ја сочинуваат таа Европска унија, меѓутоа еве јас како провокација повеќе за вас посочив дека не можеме секогаш да го вперуваме прстот во тој лицемерен Брисел што го споменува и Ранко уште во 2009-та, туку и дека треба малку сами да засукаме ракави. Вие иронизирате во една што треба да направиме, велите да го смениме името, да ја прогласиме Македонија како депонија на нуклеарен отпад. Првата работа јас завршивме, сега всушност и бараме да увезуваме отпад, можеби не нуклеарен, меѓутоа вие тогаш што цинизам големи дози го пишувавте тоа, сега тоа се случува овде. Некако Да. Видете, има работи кои не зависат од нас, ни од мене како личност, ни од нас како земја. Навистина сме мала земја и во многу работи ние се шлепаме на овој, на оне. Значи, што ни кажат, тоа правиме и името на такви земји, тоа е протекторат. Земја која нема своја надворешна политика, туку друг му ја крои. Кај нас, дали, правно, ние самите си ја кроиме и решаваме, ама реално не е така и не само ние, ниту Србија е нешто повеќе од протекторат или било која од овие земји што се малечкиве земји по распадот на Југославија, Словачка да кажеме, Чешка, тоа се мали земји кои имаат политики за надворешна политика во согласност со некои центри повисоки кои им кажуваат што да прават. Меѓутоа за ова друго што го зборуваат. Значи вистина, никој не ни е крив што улиците не се гнасни, што има пластични шишиња во реките. што ни е образованието такво какво што ни е или здравството такво какво што ни е. Да, но за тоа директна вина имаат овие партии што се на власт, нели, и нивната неверојатна корумпираност, која што се продолжува уште од времето на социјализмот, нели истиот од тоа СКМ, како се вика на крај, Комунистичката партија СКМ, Сојузна комунистична Македонија, да од неја ќе произлезат и ВМРО и СДС. Морам да ве прекинам. Да, за да се смени политичката сцена во Република Македонија, повторно ве цитирам, треба да се сменат луѓето, народот, партиите не паднале од друга планета, ниту се увезени од пеколот, тие произлегуваат од народот, а народот се многу луѓе, многу личности, мажи, жени, деца, старци.
Не треба да се толпа за нешто навистина се смени човекот како личност, а не масата треба да доживее лична катарза, просветлување, бидејќи не се станува човек со партиска книшка, диплома или закон. Многу убаво сум напишал. Се точно. Затоа ми се допадна и го издвоив и затоа ве прашувам за дозата на разочараност што самите во себе ја носите како личности кои веќе влегле во втората половина од животот, а имале негувале младешки идеали Јас би рекол во последната третина и се убаво кажавте. Дека ќе влеземе ќе станеме дел од таа Европска унија многу порано. Само сметам дека не сме разочарани, напротив, се сметаме дека сме изневерени бидејќи во младоста сме биле млади понаивни, мислам Тихо е малце постар, можеби не е да толку да се гледа, него изневерени бидејќи идејата која е пласирана од 90-та година натака и мислам и во наредните години дека ние сме дел од европското семејство и дека треба да пристапиме кон Европската унија. Напротив, тоа е само луда желба или дека ќе можеме да влеземе и така лесно и дека они така едноставно ќе не примат и дека ние од кога ќе влеземе ќе живееме среќно, весело и нема да работиме ништо и ќе стигаат пари од таму. Може да се види по неколку примери, да кажеме, кога бирате да влезете во некое друштво, ќе прашате какви се луѓето, дали се коцкари, пијаници, наркомани или се фини, добри луѓе кои ќе можеш да научиш нешто добро од нив и дали се толку срдечни кога ќе дојдеш во нивното семејство да те почастат кафе, вода, сок, јадење, пиење и да ти даат некое знаење за да продолжиш понатака во животот, да израснеш како да кажеме, да спомнам најлошата комбинација, да дојдеш како сираче бездомник некој и да влезеш во нивното семејство и они да те научат и да те изведат на пат. Секогаш и кога идеме во било какво друштво да дојдеме на гости кај некого, ние бираме кај идеме. Еве во случајов најобично, ако дојдеме во Европска унија ќе прашаме дали кога идеме, кога ќе влеземе кај нив, ние ќе ни дозволат да се викаме како што сакаме, да си ја негуваме традицијата, дали нивното минато е добро личи на нашето. Например, ако гледаме дека во Европа, они се во принцип европските држави, тоа Тихо најубаво ќе го раскаже, секоја втора држава била колонијално колонијален сојуз. Да, значи ние ако гледаме дека Англија била колонизатор на пола свет на времето, Холандија исто така, Шпанија на пола Јужна Америка, ние во исто време може да знаеме дека ни во гените име тоа да дојдат и да имаат некоја и во таа смисла на критиката на дали тоа нас не одговара, на развојот на цивилизацијски степен во кој почнува почетокот на крајот, како што велите и си го споредувате Европската унија со Рим, па велите еве во Данска неодамна имаше и убава иницијатива за декриминализација на инцестот и тоа е добар почеток, веројатно ќе следат иницијативи и барања за легализација на полигамија или само бендисаноста да се прогласи за сеевропска религија, кој знае. Тоа барем би било почесно и ова е дел од ваша колумна. Значи кај нас сакам да кажам Горан дека на крај да завршам со мисла. Ние Европа и европејски. Да, извини. Ама он убаво што го читаш тихо, поспоро кога ќе го читаме и луѓето мислам го читаат тихо многу и на Facebook и неговите книги и слично. Значи има што да се научи, тоа е на некој начин диагнозата на општеството и како размислува некој просечен, попаметен македонец. Тие сите колумни и писанија на Тихо и на неколку други луѓе во државата што е многу добро за нас. Сакам да кажам дека ние поимот европеец, европјанин го гледаме дека човек што не фрла ѓубре, што нема проблеми со расна дискриминација, со други работи. Ама има и нешто друго. Што ги почитува законите, што вози како што нас ние треба, порано што си го плаќа викавме даноци. домаќин човек. Така порано така се гледа. Ама ние во исто време системот и државата и луѓето кои се во политичките партии што ја раководат тоа, они го прават системот. Дали ќе имаме ние прочистителна станица во Охрид, дали ќе имаме подобри автобуси и дали најстрашното ќе се депонира тука нуклеарен отпад и ќе ги даеме рудниците на странски фирми, тоест на европски фирми кои во секое време може да ти ја затворат реката и пола почва во Македонија. Во тоа е поентата. Ние во моментов не сме спремни да поставиме вистински луѓе во инспекторатот за животна средина, немаме паметни луѓе што ќе можат да имаме паметни луѓе, него не ги активираме да испитаат дали самите се држат на вода е на страна. Зошто интелектуалците бираат да бидат политички апатични, Јанчовски?
Како мислите? Овие луѓе кои ете Ранко ги смета за способни се обично настрана од политиката. Тие не може да припарат таму. Зошто? Па бидејќи на грнето на овие политички партии што се менуваат на власт, човек за да е со нив, во нив да добие некакво место повисоко, да мора да е страшно корумпиран. Ако отиде чесен човек таму и нормален, тие ќе го истуркаат на страна, ти може да си имаат проблем со него. Што се случувало? Разбирате, тоа е како рак. Голем проблем имаме со тоа што во политиката кај нас е нормално да има луѓе кои се џубриња, изроди. Он ќе лаже, ќе в законите само да не го фаќа, значи се е производ на тој менталитет од 45-та наваму што се развива, кради ама да не те фатат. Значи неверување во честноста, не е проблем дали има закони или не во Македонија да се донесат, парламент да ги усвои, закони има многу. И сега ги има, и доволно се, и премногу се. Работата е што личната етика на луѓето е изгубена и основното правило, наречено златно правило, што го има во старите цивилизации на Кина, го има во христијанството, во исламот, тоа е немој да му правиш на другиот тоа што не сакаш тебе да ти го прават. Тоа го нема. Добро, и во таква состојба, во таква што ја опишувате, а не сте лекари, каде е лекот? Од филозофски аспект и писателски. Затоа што не само проблем дома, си имаме проблеми надвор. Имаме соседи какви што се бугарите, какви што беа грците и онаква лицемерна Европа преокупирана самата соседба, односно остарена старица веројатно на 75 години, како што се прославува и впрочем. Видете, знаете што е страшно кога ќе слушнеме ние дека од кога ќе се вклучиме, да кажеме, дали во НАТО, дали во Европска унија, ние издвојуваме по 200-300 милиона евра за воена, например, за купување воена техника, така? Ако ќе видиш дека имаш само 2 противпожарни возила нови купено во држава последниве 15 години, тогаш е стварно страв да те фати. А кога општините наместо да купуваат противпожарни возила, повикуваат странски пејачи да пеат? Така, и тоа е ситница. Од тоа кај све не се трошат пари. Значи ние имаме проблем со приоритетите. Не знам, него работата. Но имаме соседи такви какви што имаме и имаме таков Брисел каков што е. Ние Брисел и менталитет каков што видите вие без внатрешна етика. За жал, ние еве сега кога ќе се случи дали голема несреќа, дали пожар, ние ги повикуваме соседите да ни помогнат. Ама и треба и ние да знаеме дека кога ќе не повикаат соседите, и ние треба да им помогнеме. Значи тоа ако е еве за противпожарна заштита на шуми, и ние треба да имаме 20-30 противпожарни возила да отидеме и ние некош да помогнеме ако они се најдат во лоша несреќа. Ако им треба лекарска помош, ние да имаме свој тим на доктори што ќе може да дојде да помогне да ги примеме кај нас. Во тоа се приоритетите во државата што треба да ги прави политичкиот систем, политичките партии и таа структура. И сега кај нас е само тоа идеолошки е да се европеизираме, Европа не налага слично. Ние овие 30 години ништо од тоа што го збориме за Европа или што е ова не е, мислам, мал дел е исполнето. Во главата на политичките елити не се ставени приоритетите, а приоритетите и на Европска унија, на целата цивилизација отпорано било. Еколошки, чисто, не се ги загадува нивата, бидејќи нема од што да се раниме. Не ги уништува реките, за утре нема што да пиеме. Не уништува културата, бидејќи тоа е нашата традиција, ние така сме научени да правиме. А тоа извини, само тоа се приоритетите што се важни, а тоа се добиваат како? Само со паметни луѓе, со добро образование и со медиуми, да кажеме, нели, чаршијата порано било тоа, што ќе знае да објасни кај сме, што сме, како сме. Ние мора да имаме точен правец кај да излеземе, да влеземе. И сега останува празникот 9 мај. Го прогласува Европа, нели, за празник на Европската унија, нели, што се прославува. Од друга страна имаме 9 мај, што другата планета од светов го прогласува како ден од победата на фашизмот. Добро, они си го прогласили на свој начин. Сакам нешто да кажам, ако дозволите. Ова е многу интересно. Јас не знам од кога се слави 9 мај како ден на Европа, ако може да ми кажете. Па ќе продолжам. Од кога е 9 мај ден на Европа? Точно ви кажам, од 60 и некоја. Аха, од тогаш се слави. Така. Не, сериозно, тоа е ден на победа на фашизмот, нели? На тој ден главно овие што се русиве пред нив Советски сојуз одеа, ставаа венци, имаше парада. Идејата на Жан Моне и Роберт Шуман е помирување на Европа за да не се водат повеќе војни. И челикот и јагленот како од причина за војна стануваат тоа е европската економска символ на помирувањето. Значи помлад празник е 9 мај на Европа, прославата на Европа. Да не дебатираме за тоа. Прашувам како Ранко Петровиќ и Стефан Јанчовски ќе стареат во наредните години со ќе преживее ли идејата за Европска унија или подрастот на евроскептицизмот ќе се откажеме сите на некој начин. Не е битен евроскептицизмот. Ќе влеземе ли во ЕУ?
И тоа не е Дали, битно. видете, ние никогаш не сме имали избор во таа работа. Уште Киро Глигоров, првиот председател на Македонија, кога дојде на власт, нели, тој ги собра сите партии тогашни што беа. И албански партии, и македонски партии, значи широк консензус, мислам, така се вика, века политиката на Македонија е ЕУ и НАТО. Од тогаш, ЕУ и НАТО или што? На Македонија никој никогаш не е понудил нешто друго. Освен ЕУ, ние немаме алтернатива. Ајде да станеме дел со Северна Африка државите. Ајде со Етиопија да сме другари. Имаше интересни ама и сонцето никој ги не ставиме го звезда, па потоа беше Европа дома. Ниту успеавме сонцето да го направиме звезда, ниту пак Европа да ја донесеме дома. И тоа е поразително и затоа ве прашувам, бидејќи е кусо времето, мораме Така, да завршуваме. Каква е вашата лична визија? Мислам дека ќе влеземе затоа што друго не ни преостанува, а зошто вака ни прават, врска немам, не ми е јасно. И не сакам се теории на заговор, а манбе Бугарија ја примија, тоа беше катастрофа општество. Словачка ја примија. Поголема катастрофа не постои. Унгарија, ама може дека тие беа тој социјалистички блок под Советски сојуз, па некако по некој клуч нив ги примија, нас на последни Бугарија не излегува на оставија. Црно море. Можевме ние со Словенија заедно уште на почетокот, нели, па грците ни ја наместија онаа работа со името. Името инаку Бадинтерова комисија се вика Македонија, најюжната и Словенија, најсеверната, ги исполнуваат условите. И сега сме чекаме, нели, нешто имаше разни министри, имаше Шеќеринска, збореше ова и она, вакви подготовки за примање, за не знам што. Прошалници. И останавме последни. Некој мора и последен да биде. Многу на политика ја свртевте, како еден Гора, ама ти филозоф, не намести колумнист за и поет. политика, не Не, јас сакам да можеме и за зборуваме друго. повеќе за идеалите и за вашата лична перцепција како Македонија е дел од како Европа. културни дејци повеќе. Македонија е дел од Европа. Тоа не може да се негира. Ние овде сме на почва, сме на тло, каде што има цивилизација 3000 години. Континуирано. Така вика и Горан Стефановски, нели, не можете да ми забраните да се чувствувам дома кога Хераклеа е таму каде што е, кога така е, вие не само Игнација ми Хераклеа. поминува на куќата од баба ми како беше ќе ја промашам, нема Но да тоа е биде. минатото, тоа е минатото. Ние сме сега во сегашноста. Мораме да завршуваме. Да, цело време завршуваме, ама никако да влеземе сега. Да излеземе барем од емисијава, Рако ако не влегуваме во на Европа. крај, кога би пишувал нов текст за песна, кога Европа да не чека, која година? Европа чека и не Ја ти мислам во? дека Европа, ние сме разочарани, таква песна ќе направиме една сега. Ние не мора да не чекаш, ние не мора ни да те чекаме. Ако се најдеме некаде на пола пат, ќе дојдеме, ние сме тука. И мислам дека ние тој збор европејци треба да си го ставиме кај нас, како што е и патриотизам и слично. Ќе успееме да ја Не, направиме сакам Македонија да ка- европска тогаш? Не, Како еден алтернатива? дел има тоа што е убавото од Европа треба да се земе и што кај нас во рамки на медиумите се разговара што значат европски вредности, тоа значи ова домаќинското однесување И ова спрема студентите што природата го и спрема пишува, луѓето, да. Тихомир. А она што е оној другиот дел знаете што се ѓаволски работи и други комбинации, тоа нас не ни одговара во моментов и ние треба самите својот двор да си го средуеме, а тоа значи да бидеме малце подобри како систем, а луѓето се добри. Но во исто време, еве, пред некој ден имаше една дебата, дали да ги казнуваме луѓето кои паркираат погрешно пред своите згради и да дојде комуна на сите да бидат казнети. А дали ние, ја поставувам прашање обратно, дали тој што е направил новата зграда и што нема паркинг простор, нели, во таа населба, во таа четврт, треба да се Инвеститорот казни. и тој што го цртал планот. Така, значи ние имаме сега кога доаѓавме тука во Телма, професорот вртеше 15 минути за да дојде до паркинг простор. Кога гледаме колку згради има околу нас, тоа значи дека луѓето, Ова нашите не е точна гледачи информација, сега има што паркинг гледаат, на Телма. нема веќе. Не е Морам да обележано Не. нигде, кај да знаеме. Се што е работата? Ама Ранко побрзо. Тоа е, да. Завршуваме, морам сега да ја почнам да па сакам да кажам дека додека трае паркинг сесијава, мораме да си одиме Горан, тоа е. Ми беше чест. Фала. Конкретно ќе кажам, не може да знаеме кога ќе влезе, меѓутоа јас не верував ни дека ќе македонската црква ќе биде признаена и ќе влезе нели во сојуз со другите православни цркви, а тоа се случи неодамна. На ист начин ќе се случи и со Европа, одеднаш ќе дојде ден и ќе кажам, оп, и Македонија е во Европа. Со декрет повтор. Дали Ќе тоа стане нас на е сега да прашам ја нешто. Ако влеземе, ама мораме, сега не може вака. Дали ако влеземе ние во Европа, ќе не планира да бидеме како депонија за нуклеарно ѓубре или не планира да бидеме рајска градина? Не бе за музичарите, не викам Како за ние ќе се сликари, за заштитиме? поети, за Дали имаме така. ние, дали Како имаме председавачи заштита со Европската унија, ќе тоа е дојде и работата. тоа, нели? Значи И има тоа време циркулира. каде што треба да бидеме предпазливи за Ранко секој Петрович, друг. Фала. Тихомир Јанчовски ми беше чест и ви благодарам многу за ова време. Кусо е со вас, треба повеќе време Да, за и ние ви следна емисија. И благодариме ви за благодариме поканата. за ова кратко одвоено време.